доаѓа еден чичко и ми вика, дечко, како се ти зовеш? И ја викам, еднаш ме прашува, вториот ден пак доаѓа и ми вика, дечко, што си леп, како се ти зовеш? Третиот ден ја го гледам, па што се фино ти лепо дружиш. Како се зовеш? Викам, Лазе. Завршува сцената во театар Центар и само слушаме на пабао, ду врата се крши. Тони Михајловски иде равно у мене, не иде на Кемица. На кај мене иде. Да ме прашаш мене сега, со овој памет, никогаш не би правила свадба, би направила интимна мала забава, да. Па види, јас сум пловна, бе. Ти само во вода да ја... Па сега јас понапред, а јас сум ажурирана. Јас сум адвенс, ја по Вардар, ја го си Вардар, шева по... Асфалт. Возено ми е, видено ми е. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од 1 на 1 и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е 1 на 1. Добре дојдовте во сезона 15. Не знам како беше еден обичен ден. Знаеш, обичен ден од твоето детство, замижуваш се, враќаш. Како изгледа, типо, знаеш, фамилиарно како изгледа, што правите? Па јас и сестра ми... Или викенд, или нешто, знаеш, доловини малку... малку... Сами израснавме, затоа што татко ми... Беа зафатени? Да, мајка ми беше на позиција, директорка беше на Транскоп, татко ми беше представник на текстилна фабрика и они беа постојано по патишта. И јас се сеќавам како стоев покрај нашата семејна куќа пред порта и постојано ги чекав да се вратат од некаде. И имам израснато прилично сама. И се имам да, ама се во суштина, знаеш, и сестра, брат, тоа е приказ на која што сепак си сам. Знаеш, сам се соочуваш и затоа можеби кучињата мене ми помогнале многу. Другарчиња. Да, затоа што сум си барала поддршка, топлина, љубов, тоа мене што ми недостасувало и затоа сум ден денеска јас и приврзана толку со овие животни, ми помогнале да ја совладам самотијата и јас сум се секирала, знаеш, сум имала 6, 7, 8, 9, 10 години и сум се грижала дали ќе се вратат од пат. Тоа е превземање на улога, што не е баш многу добро за деца, знаеш, ама во трка за животот, да. Кревка, да речем. Да, многу кревка и сум знаела, и многу сум била, реално сум била несреќна и тажна, затоа што... А тоа се има рефлектирано во тинеџерски години? Не. Не? Па на 13 години, па како не. Зошто се бавам со актерство е една од причините за да можам да не бидам сама, да можам да бидам постојано во контакт со луѓе, мојата љубов и експресија и чувство да ги предадам на публиката, да го споделам тоа со публиката и тоа е многу длабоко. Ама и да примиш. Да, и да примам љубов. Или аплаузот е љубов на некој начин. Да, ма мораш да го заслужиш аплаузот, тоа и ти знаеш. Така значи, ниту еден аплауз не е джабе и без пари. А и да е таков е многу фейк и него не уживаш. Значи, мораш да го заслужиш, така да јас затоа и почнав да се бавам со тоа, а инаку викенди, да, сме одела, имавме и нека викендица во Катланово, бевме, така компензира моите родители со тоа што не носеа на одмори по 2 месеци, знаеш. Така. Ке не однеса 2 месеци на одмор и тоа беше Југославија и тоа беше прифатливо и тоа беше многу вообичаено, тоа беше природно и ќе не однеса по 2 месеци на одмор и уживавме просто. Ова беше, знаеш, си нашла компензација во актерството. Како уопште почнува актерството? Зошто се решаваш за тоа? Многу логично беше да почнам да од секогаш сум имитирала, да речеме, првите мои имитации, ја сите знаев, да пеев песни, имитирав разни ликови, пејачи, да, пејачи, спикери, новинари, глумци, се знаев. Значи... Чека, во тоа време има за дете талентирано нешто, знаеш... Ништо. Така, нема? Нема.
тоа не е твоето време. Ти, то твојата генерација почнаа нешто... Имаше кај да не фрлат. Да, имаше кај да ве... Тргнат од дома. Не излезе. Знаеш која школска емисија беше тогаш? Црвено, жолто, зелено, помини сега, елено. Од таму е да знаете тоа. By the way. Од тогаш Емил Рубен играше, се сеќавам. Во тоа време многу беше убав. Ама Емил Рубен млад тогаш. Млад, убав, со сини очи, брк, даса. Така. И тоа знам беше. И беше детска серија каде што и големи и мали, каде што играше Николче Младенов, Сенко Велинов. Тоа беше таа серија по која што сите... Никола Младенов од Фокус, by the way, значи зборуваме, да. Тој играше една од главните улоги. Познатиот новинар, за жал трагично. Со тие две серии јас сум расна од наше производство, од наша продукција македонска. Средно кај учиш средно? Во Јосип Брос. Во Јосип Брос. Да, и сум добро, првенец уште на од средно генерација. првенец си, да. одлично. Петки све, па не смеше да се вратам без петка кај Сашка по дома. Добро, тоа од Да. родителите значи. Бог Четворка е неуспех. Не е точно тоа. Не е точно. Јас не сум за такво оценување воопшто. Не мислам дека ако имаш тројка не знаеш, напротив. Не мислам исто така дека ако имаш петка знаеш Па дека се. знаеш се. И мислам дека потполно погрешно е цел систем Цел тука. систем таков? Со кез до петка? Не верувам во тој систем, затоа што ги фрустрира децата. Леле, и ден денеска, знаеш, тогаш, барем моравме да читаме, сега и мора да читаат, но не читаат децата. Сега тоа е проблемот што јас сакав да учам, па не ми беше проблем, знаеш. Ама имаше деца и во мојата генерација кои што имаат тројки дојки, ама се сега супер и успешни луѓе. Значи не мора да значи И обратно. Па да. Петкаши што Па и тие може да се изгубени случаи. Не е тоа некоја... Од друг аспект, па тоа ствари една војна, ама тоа е друг мовет помеѓу родителите, чиво дете има повеќе петки. Глупости, ама тоа се рефлектира, тоа знаеш како тоа е таква една погрешна рефлексија кон однос родител-дете. Тоа е таква една проекција погрешна која што не треба да постои. Значи ствара проблеми во иднина да, за знаеш деца. Јас ден денеска со ова актерска школа многу ми е талентирано детето. Викам супер, браво. Колку има? 6 месеци. Зарем? Колку има? Сериозно? Година и пол, ама вие не знаете што прави. Роден глумец. Роден глумец, да. И нема врска, ти барем знаеш, и А тој вчера роден. Не, ама ти барем знаеш Роден дека ако глумец. не работиш, талентот е 5. 5% е талентот. Ако не работиш, ти можеш да си останеш Но со тоа во талентот. се го ти. има. Во Во школи се. за тенис, за Точно. скијање, за шо и да е За нешто се. такво. Мора работа. Добро. Ајде да те вратам значи на овој момент. Актерството кој е конкретен прв некој момент кај што запишуваш на факултет, претходно имаш некој Во гимназија со конкретно Кате искуство? Колозова учам во средна школа и се препознаваме на првиот час, се препознаваме во клас, учевме заедно и се договараме дека може да замислиш, јас отидов на првиот час со Ниче, книга. Ајде. Бог да чувај да брати, мислам, чудо. Добар метод да се алиенизираш од другите, онака да те Нема врска тоа. Остаја Кој знае тоа. што сум мислела, ама јас се сеќавам дека тоа беше една сина книга на Нолит издание и Кате тука нешто препозна Колозова. Па дај да правиме, знаеш, ајде направиме аматерска театарска група. Се собравме двете, отидовме во дом на млади, ни дадоа простор и 4 години работевме. Тука излезе Иван Поповски, тука излезе Александар Поповски, Дарко Митревски. Да, тоа. збориш? Да, ја имав на 14 години прва премиера во дом на млади. Да. Па сериозно е, добро. Да. Од дете глумец сум ја. И тоа сериозно, нака амбициозна, со проби, со премиери, со не знам, леле мора да биде... Лесно влезе на факултет? Да. Да? Прва. Да. Значи без проблем. Без никакви убедена врски, дека без ништо. тоа е тоа. Да. Па јас, види, кога јас се запишував на ФДУ, мајка ми беше тогаш во Њујорк и го сретнала Унковски и сега си секоја мајка би требало да фати врска, нели? И она ми рекла, ја, добар ден, како сте, што правите? Он тогаш беше Фулбрајтова стипендија. Унко, и Сашка му рекла, ако може да ве замолам нешто, и Унковски рекол, бе молам, ако е за дете примање, не, ако може да не ја примите, еве ви име презиме, Обратно. ако може да не ја примите, и јас не знам, он не беше тука ако бев приемник, дури се врати таму крај на јуни,
И јас се сеќавам на вториот круг, го гледам Унковски, јас сите представи му ги гледав, тоа беше ништо без Трифолио тој период. Баш кај што имаше режирано во Драмски Горан, Гуте под режирање. И вика, добар ден, и ја, добар ден, леле, вика, ме знае човеков. Вика, да ви кажам, вие сте Весна Петрушком, да, вака и вака. Како? Па сега со среќа одете на вториот круг. И ја, дефокус тотален, знаеш, леле, зошто, како? Ама добро, окей, поминав. Јас бев голем противник да она да студира глума. При една средба во Њу Јорк, случајна, 85-86 година, се сретнав со Слободан Унковски. Многу го почитувам и како уметник, како режисер, и сме добри пријатели. И го замолив, викам, те молам, Весна знам ќе конкурираат, ќе сака да се запише на Академија за глума и филм и што е таму, не знам. Меѓутоа, викам, јас би сакала, бидејќи е одличен ученик, да одбере нешто друго да студира. Не знам од кој, викам, јас го обожавам театарот, не сум пропуштила ни една представа, ништо. Меѓутоа, моето дете, и таму малку обкружувањето, они се послободни во однесувањето, глумците. Сум имала прилика и на коктели да останам после представа и све. И некако не бев многу, викам. И ве молам, ако можете да помогнете, да не ја примат. Вика, ни случајно, вика. Весна е, вика, роден талент, вика, Весна е веќе примена, вика. Јас останав као попарана. Тоа се тие стигми, знаеш, тоа се тие грижи на родители, па чека не си ничие дете, па дали ќе успееш, тоа уште постојат тие кланови, ово детето на овој, детето на оној. Како колку прима, се сеќаваш? И како не, тогаш бевме пријавени над 200 луѓе, не примија само 10. 10 Да, брева. 10, па и некој што падна од претходно, се дотеравме до 12-13. Кој Ама стигнавте после до тие? дипломиравме 6. А, така. У тие Да. 5% кои беа, шо беа пар луѓе некои од генерација твоја? Јоцо. Јордан Симонов? Јас дипломирав со Јоцо Симонов, Александар Микич, Изабела Новотни, одлично. Вале, која што не се бави се со актерство и толку. Да, и сите сме успешни од тоа, реално сме успешна класа, да. Па како не, како не? Да. Како беше, дружевте, знаеш, ти си скопско дете, да Скопско кажеме. дете, да. И среќа тоа беше скопска класа. И тоа е Да, скопска тоа е класа. ретко скопска класа, да. Па да, така му доаѓа. Да. Кај излегувавте, што правевте? Бевте блиски или не Бевме. многу? Да, Да, бевте. бевме, со тоа што Микиш беше така, и Јоцо беа постари од нас, а и Добро. Изабела, они беа некоја генерација, бев најмала. И они беа као лидери, као така... Не, многу бевме супер, имавме многу исклучително нормални односи, имавме без завидливост. Јас сум во таа класа каде што се запиша Тони Михајловски и Никола Ристановски, заедно почнавме и ги падна на колоквиум. Ги падна Тони Михаловски и Никола Ристановски. И јас се сеќавам, ги молев нашите професори Кире и Владе, викам, ај ве молам ме не бутнете ме, јас сакам со нив да сидам. Ако може Да, ако може мене. Но тоа се докажа дека ете и професори може да сгрешат, затоа што тоа се исклучителни актери. Мои многу драги колеги, другари, срциња се, ја многу ги сакам и двајцата и многу се радувам на нивните успеси, затоа што не заборавај, играат горе во Белград и растураат. Никола ги намачка сите на леп. Така. Тони има над 40 филма, снима Тони растура во серии, така, човече, да. Тоа е браво, значи браво за нив. Кој ти беше омилен професор? Јас дипломирав кај Рули Осман. Јас бев таа генерација кај што учевме и од Кире Ристевски и од Владе Цветановски, ама доаѓа визитинг Љубиша Георгиевски, Милчин и после тоа дипломирав кај Рули Османли, со кој што највеќе се забавував. Тој беше еден стар, врвен, луциден професор, филмски режисер и го врати, ја се сеќавам Данчо Чеврески, тој беше веќе во пензија, немаше кој да не земе и го викна него. Значи тоа беа едни од моите најзабавни 2 години од животот, можеби со Рули што се држа со професорот. Доближи ни малку атмосфера, култура, пример што
што читавте, што беше контроверзно, пример, во тоа време? Јас читав. Мене, ако ме прашаш, јас читав се, мене ме викаш Штребер, значи јас читав се. Од Кierkegaard до нешто... Сорен Киркегар, да? Шопенхауер, такви. Све. Се Сите тоа. драми, што е возможно, не само задолжителни, се учев, се читав, се знаев, од проста причина што уште тогаш тврдев дека актерот треба да е едуциран, треба да знае се, треба да го интересира се, затоа што таа нас Значи, не е... многу те влечела и психологија. Да. Чим вакви Да, работи јас се читала. уживав на предавањето кај професор Мицев. Да, уживав. Оти не може без таа анализа актерот да врви. Така да јас дремев буквално кај професорот Мицев и сакав да ги гледам тие расположенија кои што се многу важни за нас, биполарни, СЦХ, акутни психози. Значи тоа ме интересираше од секогаш. А кон кого се угледувавте во тоа време, знаеш, вашава Ненад генерација? Стојановски ме Тој некој беше... ме праши. Ау, да. Паѓа во несвест, кога ќе го видев Ненад. Ненад, А таков... имаше прилика да играш нешто со него? И ми беше продуцент на една представа и не играв со него, за разлика па што играв јас со Мери Бошкова, со Ќортошев, со Душко Костовски, со Џувалековски, со Ќортошев. Јас стварно имав среќа да играм со сите нив, со таа една гарда стара глумци, со сите играв. Се сеќаваш? А Ненад ми беше продуцент на една представа во Котор бевме и ми беше многу драг пријател и многу драг колега, значи кога Да. знаја дека ми е слабост Ненад Стојановски, не знам, јас имам пробон, доаѓаше во театар центар, Ненад е тука. Момент малку да се Така. поздравам со Ненад, многу го сакав, прекрасен човек. Голема штета. Тогаш кога знаеш, за... Бе во Охрид. Кај беше, да, тоа само. Во Охрид бев имав премиера и не ми дадоа да отидам на погребот, затоа што имав нека генерална проба, инаку бев фатена по патот да одам на погреб и многу се потресов од тој Тоа умре. знам, беше шок за актериве, Како не? За сите, па 45-6 години имаше. Знаеш, кога имаш 25, мислиш дека 45 кој знае колку. Сега веројатно јас и тебе со моите 53 и на децава што се тука во студиото, вау, мислиш кој не, кога ќе стигнеш до една возраст која што е над 45 на вистина е не си стар. Си во најубавите години, ама и премлад си за да умреш. Таман мислиш дека се си напредил во животот, топ паднала колата. Ја гледам мајка ми лупа полуци. Немаше мастер, нема време, се разведував, нели имав проблеми. Кога да запишам, така се е. немаше време. Во целата брзина на живењето, Мора да најдете моменти за опуштање и релаксација. Што и да правите, без разлика колку и да сте зафатени, најдете си малку мир и релакс. Кога мирисот на пролетта и сонцето се енергија. Кога секој километар во лето значи сила и истрајност. Кога есенскиот дожд е инспирација за успех и среќа. Кога секоја преградка во зима дава сигурност и безгрижност. Сончев витамин во секој ден од годината. Витамин D3 на алкалоид. Повеќе од витамин. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин, без додатен шеќер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука.
Golden Art наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Golden Art си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Golden Art. Дозволи да те понесе. Златен даб. По повод месецот на љубовта, од 1 до 29 февруари, промотивни цени на третмани за биоревитализација на кожа во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на мезотераписки коктели од хиалуронска киселина, аминокиселини и пептиди. Вратете го сјајот на вашата кожа. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Во срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менеджмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп за посветла финансиска иднина на сите. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг. Имлек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела, ќе почнеш да тренираш поради неа. Кога ќе ви изненадат временските промени или кога ненадејно ќе ве пресретне невреме или кога барате предизвик, верувајте во својот имунитет. Останете заштитени со Multi-Essence Immuno. Multi-Essence од Алкалоид. А сега пораки од нашите партнери, чајот Relax од Good Nature представува мешавина од специјално одбрани билки збогатени со витамините B3 и B6, што го прави овој чај одличен додаток во вашиот ритуал за релаксација во секој дел од денот. Витамините B3 и B6 придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на витамините B3 и B6. Чајот Relax од Good Nature е секогаш добредоден за вас и за вашето тело, може да се конзумира во секој момент кога ви се потребни спокој и релаксација. Lenovo Legion Slim 5 е ова. Тоа е врвен лаптоп за игри. Го сакаат најприверливите геймери. Inet е овластениот дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Inet на inet.mk, а за секој купен Lenovo лаптоп од Македонија, во рок од 15 дена од вашата фискална сметка, дојдете во овластениот сервис Inet и приложете го гарантниот лист и фискалната сметка и ќе си добиете ова. Гратис Legion Gaming Mouse. Најдобриот маус за геймање. Ги спомна преска Тони и Игор. И сте од една група, друштво, актери. Ние сме скоро генерација што се вика. Ние сме многу години. Ама сте од тоа едно јадро кое така е омилено на јавноста низ децении и децении и секогаш како трио сте биле така интересни. Па само мене ме пуштиот женските. Само ја им поминав приемен. Брачна игра после
нели ја правевте и така Не, натаму најсмешно тони беше сега режисер. џамбас нешто имаме состанок, извини ќе те прекинам и сега нешто правиме за за нашата еколошка, нели ние мораме многу сакаме да оставиме трак и во екологијата. Да, сега сте со Игор во агенда. Да, ама еколози сме. Еколози сте. Ама навистина се грижиме затоа што сме веќе и возрастни и важно ни е. Моментот со легаси што го збореше, со легаси, со така. ставштина. И он ми се врти еден момент и каже, слушај да ти кажам, стари сме више за во театар, не можеме да играме, не лажи се, не можеме да стоиме више, кичма не држи, не можеме да трчаме. Ме предупредува, така. затоа што јас запишав мастер режија, ме предупредува да случајно ми текне да го земам во представа. Немој представа сега да... Не, јас дојран ќе си одам да знаеш, само да снимам, ќе си бегам јас таму. Чека, кога за да мастер режија? Да, сега сум се уште, треба да завршам во април, мај. Да, зем. Гледаш што ти е Веста Петрушевска? Што ти треба за? Фала многу, тоа е смртта на експертизата, додека, видиме, мене човек, значи додека си жив, ме сакав, затоа што едно време, иако знам актерски методи, никогаш не знаеш доволно добро и доволно. Вау, добро. И да, јас сум феномен на ФДУ, одушевен и дека јас сум немаше мастер, нема време се разведував, нели имав проблеми, кога да запишам, се немаше време. И си читам, си пишувам семинарски и си спремам да имам режија, легитимно да си режирам. Тоа е многу важно во нашата професија, знаеш. Ако се свртат работите и ти ги режираш, Тони Игор, што представа би направила со нив? Леле, ќе ме изморат. И знаеш што ќе ме убедат на крај дека не треба да правиме представа. Сигурно. Нешто ќе ми направи. Тоа може многу нешто добро да биде. Да, ќе се инспирирам. Сега сум во период на Бог на масакрот ќе го режирам од Јасмина Реза и тоа има камерна, 2 женски, 2 машки улоги. И ете, гледаш, се соочувам со проблемот, затоа што цело време мислам на тоа, се соочувам со проблемот дека е најтешко кастинг да направиш, особено, исклучително е тешко. Ако ти остаја што се баваме со деца кастинг, за возрастни, затоа што на вистина е повеќе од 70% е кастингот во режијата, да ги може многу да погодиш, може многу може и да утнеш. Да утнеш се и да се не кажам што. Да. Така е. Повелете, следно прашање. За Игор и Тони да се задржиме. Да, повелете. Едно време се скара со Игор, па се смири. Па со Тони, ние па како стринки сме ние. Па, знаеш, тоа си е природен процес од ова трио. Ама ние сме тројцата, како ти кажам, сега сме супер, фала Богу, последни 90 години. Знаевме да се налутиме за некој нешто што кажал погрешно, некој нешто што пренел погрешно и научивме дека треба да се сослушаме и да се препрашаме повторно, затоа што секога и во едниот и во другиот случај било недоразбирање. Не било лоша намера, не било лош збор, недоразбирање. Ама ја не можев да издржам без нив, ни тие без мене. И си се смиривме. Мислам, тоа така беше. Ја и заборавив више, тоа одамна. Но тоа е начин на созревање. Затоа и сме обстанале, знаеш, како женско пријателство. Ти си таа што не бе они бе, они. Да? Јас сум факман, ја издржувам. Така е, Арон. Не, едното тригерче беше да нешто за гледаш, не се сеќавам за тоа нешто беше. Нешто беше за представа, немам појма, нешто беше со нешто суетност беше во прашање, а за Игор па беше во време на разводот погрешно пренесена информација. Додека се разбравме. Но знаеш кога ќе се соочиш и кога ќе разговараш и кога ќе видиш дека практично тие ти се луѓето кои што се и ќе останат. Не вреди. Не. Еден човек кој ни фали на цела Македонија и пошироко е Тоше. Ние сигурно веќе апсолвирано е дека не ни препознаваме баш колкава загуба како држава имаме. Немаме разбрано до ден денес. Зашто сум слаба. Види,
Чеки да се загледам, што сум сладка. Поставете сликава подолу. Поставете, практички. Да, ова е на... Види па како го гледам под замижано, чиниш ќе паднам во несвета. Многу го сакам, да. Многу го сакам, ова ти тука колку години ќе имаш? Колку години ќе имаш? Ова која буламара е? Ова е едно од првите. Да, овде и Игор со Харе концерти не ги прават во Универзална, првите блуз концерти. Така е, да, трите во Универзална, така, да, тука беше, да. Да, точно тогаш ги прави. И види, јас сум свесна, и тогаш бев, кога го загубивме, бев многу свесна што губиме во тој момент. Мене ми фали бескрено. И не е ова флоскула. Навистина мене многу ми фали. Ми фали таа негова енергија. Не знам, знаеш како често се прашувам како тој сега ќе се развиваше. Сега имаше 42 години. Најубав. Баш. И кога беше таа вечер, и тогаш беше многу убав, многу згоден, многу смирен, многу спокоен. Го направи убедливо најдобриот албум во својата кариера. Беше задоволен со тоа што го прави. Мене ми е, верувај ми, мене ми е секоја година се потешко и потешко дека го нема. Може би е тоа заради годините, не знам. Но многу ми е многу често помислувам, оти ми зборуваше дека го боли ногата и дека да не сум се секирала, немало ништо да му биде. Многу ми е криво зашто не го задржав уште 1 сат, дека јас го задржав реално 1 сат после емисија, си правевме муабет, знаеш, често се прашувам барем да го задржав. Уште 1 сат можеби, знаеш, немаше да се случи тоа Да не ќе утро. сменеше нешто тоа. На тоа се некои проекции кои што немаат врска со здрав разум, но... Добро, ама нормално е човек да си ги поставува. Да, ама многу недостасува затоа што тоа е еден од ретките луѓе кои што прво ми е многу драго што го познавав, многу ми е драго што беше дел од мојот живот и можеби еден од ретките кои кој бил единствен по својата добрина, по својата искреност, по својата добродушност, по својата гениалност и по својата скромност. Тоа не беше лажна скромност, бе. Тоа беше скромност која што тој ја живееше. И тој сакаше, знаеше да се радува, знаеше да се радува на туѓиот успех, што беше многу важно. Можеш да го спомнати. Да. Му беше криво што поголем дел, па можеби скоро и сите од неговите колеги не му одеа на концерти. Тоа јас знам затоа што бев секој концерт, нели? Што го водев, што снимав, што се дружевме. Знаеш, кога ќе видиш од какво Крушево сега стана некое место кое што сакаат да одат, но во времето кога Тоше раснеше во тој град, тоа беше каде живее Тоше после првото огледало лево. Многу за своите години многу направи, многу создаде и јас не сум сретнала човек во животот кој што повеќе го сакаше животот од Тоше. Не сум сретнала таква една радост, таква една среќа, таква една посветеност кон родителите. И сакаше да биде среќен.
А тој момент на страна колегите, ние како нација зошто не си ги сакаме звездите? Да, тоа е добро прашање. Не само пејачи. Не само пејачи, спортски, да. вака, И спортисти, и водители. Секој што е на врв на нешто, Па еве сега ние како да го влечеме надоле. Жаре, тоа сакав да ти кажам, кога доаѓав навака, нели јас 100 пати ме прашавте, не знам, шофер да ми пратите, јас ви реков не, сама ќе дојдам затоа што сакам. Еве сега што се случува. Значи ти тераш 15 сезони. Телевизија во прашање. Телевизијата е многу одговорен и сериозен медиум. Што се случува? Подкаст имаш каде што водат полусветови неписмени. И тие го креираат јавното мислење. Тие што одат на гости кај тие подкасти, исто така забележувам на тоа. Освен, ако не сака да се обратат, да ја таргетираат и публиката на тој што го води тој подкаст. Но реално, сосема е погрешна дефиницијата за подкастот служи за да научам нешто од подкастот. Тоа секогаш затоа е измислен. TED Talk. Од таму и потекнува подкастот, знаеш. Значи, сакам да научам нешто, сакам да слушнам. Не сакам да се пцуе, не сакам да се пуши, не сакам тоа да го гледам на YouTube, затоа што YouTube е многу јака, жестока платформа и тоа не просто за разлика од медиумот каде што пристојноста и достоинството се задржува. Зборувам во овој формат во кој што сме сега. Не зборувам за дебатни емисии кои што се главна програма на нашите телевизии. Нека гледа кој што сака да гледа. Да. Добро, ти благодарам и на убавите зборови што ги сподели. Сакам да заокружиме вака со уште една убава работа, тоа е актерскава школа која, како што кажа, колку години веќе значитера? Со пауза, добро. Со пауза се скоро 20. Ето така. Тоа е многу доблесна една фина работа, зашто си им втора мајка на некој начин. Мене, јас кај да одам, го зборувам тоа дека Софија Гогова Врчаковска која го водеше детско драмско, мене ми била втора мајка. Така што, мислам, тоа е факт. Да, и тупла жена е Софија, значи, тоа е многу одговорна улога, зашто како што и ти, нели, дете на родители кои не биле многу присутни, најдобро го знаеш тоа, кога ти ги доверуваат тие деца, нели, на растење, ти ги растеш. Така е. Ти ги растеш, ти имаш многу голема улога. Многу голема улога, ти тежи ли некојаш тоа, знаеш, дали навечер некојаш тежи на плеки тој момент? Тежи, но секогаш е многу клучно. Најклучен момент е како се обраќаш на тие деца и како ги возиш. Како ги тераш на патот. Мора да си искрен, мора да си брутален, мора да си секогаш точен и да не ги лажеш. Тоа е многу важно. Да не ги лажеш, да не ги залажуваш. Макар и кога грешиш. Апсолутно. И учени се, знаеш, многу доаѓаат кај мене за кастинг, бираат деца. Добро. За реклама, за филм, за така. И су тепа наградив и по фестивали. Да ги научиш дека не може секогаш да добијат улога, не може секогаш да се главни, дека е борба. Животот е борба. Тоа ми е најголемата задача што сакам да им ја и просто мисија што сакам да им ја предадам. Не дај Боже да научат дека секоја улога е нивна. Тоа е таков еден нема полошо од тоа лош трип е тоа. Да, дека се заслужуваш, дека се ти си следува. најдобар, дека не, дури кога се најдобри, јас им велам дека тоа треба да излезе од едното увлегува, од другото излегува и не лажете се. Оти ако направиш добра улога, ако уживај одиграш, во моментот, тоа. Уживај во моментот. Утре може да бидеш добар хирург, добар телевизиски водител, добар доктор, економист, брокер, не мора да бидеш глумец. Кога сме кај брокер? Да повелете? Бизнис во тоа има ли? Многу тешко заработени пари. Да, едно е тој убавиот дел, нели, легасито и така натаму, сепак треба од нешто да се живее. Од тоа може да се живее?
Па да, како дополнителен приход сега да не се лажеме, да, тоа е добро, но се многу тешко заработени пари. Така, добро. Многу мачни пари се. Не е Многу. нешто што као Не. супер си Не е капе. piece of cake, не. Јас највеќе би сакала да има стипендии тоа школа, оваа држава да се погрижи да обезбеди стипендии, па јас да ги примам на аудиција и да имам 30 деца и да не чепкам по повеќе деца и да не се трошам, нели? Но од друга страна па е многу хумано и племенито тоа што го правам. Многу луѓе не знаат, еве сега прв пат ќе кажам дека поголемиот дел од моите ученици се стипендисти на школата. Препознавам деца кои што не можат да платат, не се во состојба, се откажуваат затоа што имаат проблеми дома од материјалните причини и секогаш ги викам. Тоа е добро. И тоа не знае јавноста, затоа и не треба да знае. Па ни дечињата меѓу себе не знаат, така и треба, така и треба. Ни кои се, ни што се, и тоа така и ќе остане цел живот, тоа само јас знам. Одлично. На назад ако се вратиме, Весна. Да, повелете, вие сакате да бидете мој биограф? Да, веќе сум спремен, само што треба да искуцам. Да. Колку поинаков испадна животот од не тоа што си се надевала, него тоа што си го замислила. Знаеш, ние сите како млади мислиме дека нешто ќе биде вака така. Мега поинаков испадна или не? Да? Да. Знаеш како заклучи во животот дека не можеш се да имаш. Не може се да ти избалансира, но нешто мора да недостасува. Не можеш да си таман мислиш дека се си направил во животот, то паднала колата. Таман мислиш дека сега си го среди в животот, мина предатор ја нападна. Таман мислиш дека нешто друго си средил, ти исклучиле струја дома. Значи, ви мене ми исклучуваат струја, да не се секирате. Што вака навидуме многу наивна информација, ама е прилично поразителна, затоа што како е возможно да ти се случи тоа тебе и поради презафатеност. Но, многу голем стрес реално ми беше многу голем стрес мина. Реално. Денеска ми е огромен стрес. Значи, и затоа и се борам за врсничко насилство, и затоа и се борам за секаков, против секаков вид насилство. Животот го посветив, но тоа е една од најголемите трагедии кои што можеше мене да ми се случи. Секогаш велев дека, знаеш, ми на крај памет дека може тоа мене да ми се случи и јас тоа да го преживувам, знаеш, да имам една така, не само јас, моето дете има голема траума што е за цел живот, нека будала таму. Но знам па од друга страна да ги се соочам сега со децата кои што ги учам и да може да го соопштат насилството кое што им се случува реално секојдневно врсничко или било како, да ги учам да го препознаат, Ако нешто е најважно е неќутењето? Најважно е да се зборува. Значи, најважно, да не се плашат да кажат? Да, ако мене мина, не ми го соопштеше тоа, јас ќе мислев дека само некој чичко и пришол и дал пари за сладолед. Значи, ќе мислев дека не. Таа беше на викенд кај татко и се ми кажа. Тој дури беше толку изведен од памет, што он немаше доразбрано што е целата идеја. Само рече дојди земја, јас ја земав, само што влезе во кола, мина ми каже дека одиме во МВР. Мене се ми беше јасно. Не знам како. Јас немав претходно искуство, знаеш. Не знам како. Просто, веројатно, тоа е инстинкт. Океј, добро знам, одиме. Јас 25 минути ја барав полициската станица во Карпош. Јас знаев точно, тоа беше на 2 минути од мен. Од шок, адреналин. Но се научив да се борам јас
се научи дека јас морам да сум храбра, за да биде детето храбро. Не заборавај дека и Кирил беше сведок на тој, Кирил си имаше своји, беше сведок на се тоа и слушаше и гледаше и преживуваше, така да многу се тие работи. Нешто многу ме погоди кога многу брзо после тоа откако се донесе таа пресудата за педофилот, многу брзо беше и колата. И тоа ми беше еден излез да можам и да се пошегувам на моја светка, просто да земам воздух и да речем окей, добро. Ама се случи пожар. Значи јас сум со сите елементи на вода, земја, оган, се ја манипулирам, тоа све имам. И затоа велам дека многу работи. Знаеш, од каде јас не на крај памет на моја 25 годишна возраст е дека ќе ми се случи во животот предатор, пожар и поплава, мислам. Не, јас мислев дека тоа све као ќе бидеш ти глумица, мене ме прими одма во МНТ, сега ќе имам една супер кариера, ќе се смешкам, ќе се сликам, па не знам, имам емисија, па ја многу окей, ама ја тоа се преживав и сето, пак се враќаме на моментот дека се е неважно, додека не ти се случи, нели, такво нешто на тебе. Ова плюс за твојата стаменост и стоицизам, како да кажеме, низ животот. Ај оддели 3, 4, колку сакаш, 5, нека се најубави работи. Не мора да значи најгорда да си на нив, него онака, знаеш. Добро. Кои се златниве моменти од Добро. ова се? Ако се ова црниве и нека идат низ вода, како колата, кои се обратно, знаеш, убавиве? Прво е, мислам дека дипломирав со Бланш Дибоа, Трамбе наречен Жилбер, тоа беше една прилично голема задача и да тоа сум горда. После тоа ми беше многу голем комплимент и сатисфакција од и на таа дипломска дојде управата на МНТ и после дипломската ми понудија работа, што беше преседан во тоа време. Нешто не се случува тоа така. Ниту денеска се случува, И на тоа бев особено горда. Многу сум горда што ниту еднашка не бев во ниту еден клан режисерско-глумачки. Секогаш бев многу независна. Горда сум на тоа што создадов еден телевизиски формат и се повлеков точно кога требаше, кога ми беше време. Направив 10 и мислев дека тоа е доста. Оставив на вас младите да работите. Да. И така треба. Треба некој друг да... Оти ние сме доволен пазар, што треба да речеме една жена како јас, на таа возраст, во тоа време да изработи, да се работи. Не, сега со сила не можеш ти да... Просто и немаш ни интерес, ни енергија, знаеш тоа да го правиш. Многу да правив точно во одреден период од мојот живот, кога мене ми требаше, кога јас бев задоволна и сега да не знам што да ми понудат, јас па не сакам да го правам. Сериозна сум, не сакам. Второ, не знам кој е порете, да рече 4-5. Да, едно од најзначајните е кога отидов во Битола, кога ги видов Кирил и Мина, и тоа е една многу добра приказна, кога Кирил имаше 2,5 години и 10 кила, 11 беше, верувајте, значи многу беше малец окситен. А Мина имаше 9 месеци и 3 кила, нешто така, беше многу малецка. И сега јас отидов со мајка ми и со свекрвата бивша, сега веќе покој. И јас се вртам едно време, една жена оди на другиот крај, расправа нешто, и ја гледам мајка ми лупа полуци. Лупа? Што правиш? Да проверам дали слуша. Дали слуша? Дали слушала? Да не се глуми случајно, глуво да не ми даат дете, разбираш, некој да бие. Викам, што правиш, мамо? Она лупа, ама полуци лупа, бам. Проверува. И сега, исто тој ден кога
знаеш, ја знаев дека они ќе бидат мои. Аха. Та точно знаев и не се двоумев и многу бев така среќна, излегов. Тој беше еден таков светол ден, убав. Дури и се сеќавам како изгледа, што никогаш не се сеќавам. Значи, точно знам и која сукња ја носев и како... Врежано сеќавање. Не, веројатно, намерно сум се подготвила за да оставам добар впечаток на децата. Оти тоа не беа бебиња, тоа сепак се, особено Кирил беше човек. И еден од најисто така значајните моменти ми е кога требаше да одам во Битола, затоа што освен тоа кога ќе ги видиш, следува еден период кога треба да одиш таму, да одиш, се дека не ти ги одобра документите. И јас одам во Битола, рентам стан. Тоа е некој запознавање. Да, можеш да го поминеш тоа, демек, адаптација. Так. И јас ја одам во Битола, инкогнито, демек никој не ме знае. Јас тогаш снимав реклама за едно битолско пиво. Пивото се викаше Јас и ти. Што збори? Пивото се викаше малецок си бил. Чекај. Да, пивото Јас и ти се викаше пиво. Имаше пивото. Кембах едно битолско, не знам што таму. Не, извини, на кампања Лазе Манасков играше ти, а ја бев јас. Пивото Јас и ти. Абе, да, па затоа пропадна после битола. очигледно. И јас сега викам, леле, никој не ме знае во Битола, ништо. Добро. И ја излегувам, демек, а тогаш беше министер Стефче Екимовски, и јас викам, слушајте, не го познавав човекот, и не се пуштај. И му се јавив мртвала, викам, слушајте, да ви кажам, јас сум тука во Битола, дали ќе ми дозволите од време на време да ги земам, имам ја стан, и викам, те молам, ова е жива вистина, као да, не се познаваме, можеш да ги земаш, оди вика, ќе изгубам работа, не смеш да ги земаш, од оби да ги шеташ, кај ќе ги шеташ? Ами дадоа. И јас се излегувам, опремена све со колички, со све, инкогнито, тоа станот на некој брдо беше таму. Сама. И викам, никој не ме, што има врска, ќе ставам капче на очере, тоаш мега популарна. И излегувам, на секоја пилјара имаше плакат Јас и ти. Геновева сликана. Разбираш? Да ме прашате, зошто, што беше рекламата, не ја памтам, како може да не запамтиш толку глупа реклама. Значи, доаѓаш, седиш, јас седам, и доаѓа колегава Лазе, многу го сакам Лазе, и доаѓа Лазе и вика, ти? Викам, јас, ти, јас. И отвараат пиво. Значи ти, јас, ти. Али пусто човек, знаеш, мисли тоа, башка, билборди опнале, насегде бев. И јас, како да се прошеташ со децава? И едно шетање, сега да видам да му купам кондурчиње на Кирил. И таа ме прашува, Пеко беше. На широк сокак, мислам дека не постои таа продавница. И она вика битолчанката, ваше! Не викам на комшијата, чие, мое. Лиле, што ви е убав, па не знаем, па... Што се тие приказни, кога посидеш деца, нели? Не си ништо немаш, ја немаш онаа биолошка логика, нели? Просто ништо. Лиле, па не знаевме, па како е? Здраво, злато. Здраво. Чим стане Аро, неве тука, да. Доближуваме веќе на крајот. Јас и ти. Јас и ти ќе финишираме со твојата книга се вика Трофеј. Да. Кој сака може да си ја прочита? Да, секако. Ја има уште да се најде во продажба? Па нешто 3 изданија имаше, јас немам примерок. Немаш? Немам, да. Сериозно? Ке ти го дадам мојот уживе. Леле, фала. Ја имам у PDF формат. Го немам, да. Да, тоа е супер книга. Ама не седнав уште една да напишам, друго се нешто пишувам, немам време. Весна, најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Златен да Прилепска пивара. Diners Club исто така. Имам картица, леле, треба да платам пак добро. Весна Петрушевска, дами и господа.
Финиш на оваа епизода. Ви благодарам што не гледавте. Се гледаме следната недела во 18:30 на Канал 5 со нова епизода од 1 на 1 сезона 15. До тогаш бидете одговорни и примерни, сортирајте отпад стаклен, пластичен, хартија. Една ни е земјата, мора да ја чуваме, затоа оваа пластика оди во овој дел за пластика. Се гледаме идната недела. Чао!